Остриот став кон Кина е еден од ретките за кои се согласуваат и демократите и републиканците, вклучувајќи го и председателот Џо Бајден. Со години кинеската влада вложува државни пари во кинески компании во индустриите како за производство на челик и алуминиум, полупроводници, електрични возила, соларни панели. Индустрии на иднината. Исто и неговиот предходник, поранешниот председател Доналд Трамп. Кина моментално ни го јаде лебот. И тие го напуштија тоа што јас го правев. Тие ни го јадат лебот. И Бајден и Трамп велат дека сакаат да ја казнат Кина за трговски практики што ги прекршуваат меѓународните правила. Бајден 4-кратно ги зголеми тарифите за кинеските електрични возила на 100%, тројно ги зголеми давачките за некои производи од челик и алуминиум на 25% и двојно ја зголеми стапката на полупроводниците на 50%. Ќе се спротиставиме на прекумерниот капацитет на Кина во овие индустрии. Правиме големи инвестиции во чист американски челик и алуминиум. Бајден го направи овој потек откако ја разгледа тарифната политика на Трамп. Тој прокоментира дека тоа е премалку и предоцна. Тоа требаше да го направиме одамна, но тие тоа треба да го направат и на други возила. Мора тоа да го направат и на многу други производи. Пред изборите во ноември и Бајден и Трамп сакаат да истакнат дека нивните политики кон Пекинг ќе бидат од корист за американските работници. Широките царини за кинескиот увоз од морска храна до електроника за широка потрошувачка прв ги воведе Трамп. Бајден задржа некои од нив, таргетирајќи клучни сектори како чиста енергија. Ова е во согласно со неговиот план да го зголеми производството на домашни електрични возила и други технологии наменети за борба против климатските промени и за доминација во високотехнолошките производствени индустрии. Друга клучна разлика е што Бајден ги усогласува своите напори со сојузниците, вклучително и Г7, групата 7 водечки индустријски земји. Администрацијата на Трамп беше доста подготвена да користи тарифи за да постигне подобри сделки. Тие беа помалку подготвени да инвестираат дома, да се обидат да создадат алтернативни синџири на снабдување. И тие веројатно беа уште помалку подготвени да работат со сојузниците за да се обидат да ги изградат тие синџири на снабдување. Трамп вели дека неговиот поширок и поголем тарифен пристап од милиарди долари е подобар, додека Бајден вели дека неговиот е поефикасен. Во секој случај, Пекинг се залага за одмаз да американските гласачи ќе го покажат својот избор во ноември.